295 електорски гласови за Трамп наспроти 226 електорски гласови за Камала Харис. Ова е исходот од претседателските избори во САД. Што потоа? Добро утро посакувам за Андоновиќ. Добро утро до тебе и до нашите гледачи. Доналд Трамп е официјално победник и е новиот претседател на Официјално е победник, а нов претседател ќе биде на 6 јануари, кога овие електори што ги 295 или колку веќе ќе бидат, ќе го потврдат неговиот мандат. Значи мораме да земеме предвид дека тогаш ќе се избере новиот претседател, инаугурацијата ќе биде на 25 јануари. Се знае дека овие електори ќе гласаат за него, но ајде да оставиме теоретски дека може би некој не знаеме ќе се може да се премисли. Но шегата на страна, тоа е као теорија, во пракса се знае, да, тоа е новиот старонов претседател, влегува во историја последна од 100 години на еден претседател кој бил во Белата куќа, па еден мандат не бил, односно загубил, па повторно се вратил, што го прави историски. Втора работа што е историска, секако е неговата победа, која ние сите, морам и јас да признам дека и јас дури според анкетите, мислев дека ова ќе биде многу поблизок резултат, но тој триумфално победи. И трето што е историски според мене секако е дека доаѓа во едно историско време, едно тешко време на светот, можеби најтешко по студената војна и железната завеса, каде што го чека многу работа, каде што го чека многу одговорност, да ги исполни очекувањата од светот. Видовме вчера колку дека буквално секој што себе си може да се нарече и политичар, му честиташе на Трамп победа, и тоа политичари и од тука, и од Балканот, и од светот, и од странство, и од секаде, кои претходно Трамп и него поштуваа многу како политичар, а од друга страна он ќе мора многу тие ветувања што ги даваше да ги исполни. А знаеме што се главните негови ветувања. Првин да видиме дали ќе исполни она негова ветување дека дента која ќе седне во Белата куќа за 24 часа ќе ја запре војната во Украина. Тоа е едно од неговите ветувања. Се разбира ќе има и други ветувања. Јас и вчера реков, фокусот ќе му биде Кина, како да свртиш, Кина ќе биде следната, се разбира тој, барем судејќи според досегашната реторика и политика, може би не правел војни, но ќе прави економска и трговска војна, која пак ќе влијае врз целиот свет, врз глобалниот свет. Да, но во која нема жртви. Сега има многу што да се збори за Трамп, што го очекува. Мораме да отвориме една шпекулација дека Бајден останува претседател до јануари, некаде 25. Тој може да направи многу нешто до тогаш. За 2 месеци, да. Може многу нешто да направи. Има шпекулации дека може да отпочне некаква интервенција некаде, за да остане запаметен како претседател дека нешто почнал, а и да му направи, да кажеме, проблем на новиот претседател кој подоцна ќе мора тоа да го менаџира. Се разбира, тоа е шпекулативно. Имаше една шпекулација дека може Иран да го нападне пред крај на мандат, пошто тој де факто може. Другата работа што е поверојатна е дека Трамп, знаеме политиката на Трамп кон Украина. Видовме Зеленски како 2 пати му ја честита победата, бидејќи стравува дека Трамп кој ќе дојде нема да ги има оние привилегии што ги имаше од администрацијата на Бајден. Се шпекулира дека Бајден планира пред отстапувањето на функцијата на новиот претседател Трамп, да ја испрати таа помош за Украина во голема вредност, бидејќи се стравува дека кога Трамп ќе ги преземе работите, таа помош нема да отиде за Украина, бидејќи тој гледа друга политика кон Украина. Тој ја критикуваше изминатиот период администрацијата на Бајден дека премногу пари дава за Украина и дека тој кој ќе биде претседател, тоа нема да помине така. Така да тоа е една од опциите. Трамп според некои најави планира да ја намали таа помош и планира за да ја стопира војната во Украина, да го принуди раководството во Киев првин да се откаже од неговите аспирации за НАТО, нешто што беше главната месечини причина за руската интервенција во Украина.
Има и уште многу причини, но таа беше една од првите поставена како геостратешки проблем за Русија. Така да ќе видиме што ќе направи Трамп, бидејќи очекувањата од светот, во светот од него се многу. Сега видовме вчера многу честитки, но исто така видовме дека Си Џинпинг, кинескиот претседател, и Путин. Тоа ми беше следното прашање. Зеленски му честиташе два пати. Путин дали му честиташе на Путин не му честиташе, бидејќи вчера имаше една изјава дека Путин ќе му честита, дали ќе му честита и кога ќе му честита, све зависи од негова проценка, бидејќи, како што рече портпаролот на Кремљ, Димитри Песков, Соединетите Американски држави изминативе 3 години се покажа како непријател на Русија. Независно кој седи во Белата куќа, мораме да бидеме свесни дека кој да седи во Белата куќа, американската политика има национални интереси, тие ги спроведува, а политичарите се тие што прават пристап како би ја спровеле тие национални интереси. Бајден ги спроведуваше на еден начин, Трамп веројатно на друг. Но мора да се земе во предвид дека Русија и, односно Москва и Вашингтон, како официјални престолнини, како администрации, независно кој седи во нив, никогаш полоши односи немале и на пониско ниво колку што ги имаат сега. Дали новиот претседател после 25 јануари кој ќе седне, нели, на претседателската функција, ќе ги подобри односите со Путин, ќе видиме. Бидејќи тоа беа све оние реторички најави, и јас да сум претседател, ќе биде ова, ќе биде она. Ќе видиме што ќе биде и како ќе биде и дали може да биде, и дали ќе му дозволат да биде, бидејќи Трамп, се извинувам, и покрај мнозинството во Сенатот, во Конгресот, апсолутната победа сепак не може сам да одлучува, мора да тоа го одлучуваат луѓето кои имаат континуитет во политиката. Во Вашингтон се спроведува надворешната политика во континуитет. Тој ќе има различни пристапи, но не може така брзо сето тоа да го заврши. Она што сме сигурни дека Кина ќе биде во фокусот на неговата политика, на дисциплинирање економско, финансиско и како веќе не, и да се надеваме дека нема да дојде до некоја нова војна. Од друга страна, што се однесува до друго горливо прашање, а тоа е Израел, ми се чини дека Нетањаху доби многу, бидејќи имат идентично гледање на работите околу Блискиот Исток. Се разбира, никој не го оправдува овие цивилни жртви и се тоа што се случува, но ми се чини дека Трамп ќе биде по-благонаклон кон Нетањаху, а по-критички воздржан кон Зеленски. Тоа се неговите најави, тоа така изгледа сега, ќе видиме што ќе биде понатаму. Има шпекулации некои, но јас морам да признам, еве и пред гледачите да кажам, не можеме све да веруваме што ќе прочитаме, а има многу работи, па има една опција за Украина, дека Трамп прво што ќе направи, ќе ги укине санкциите кон Русија. Сега тоа е дискутабилно дали он тоа може да го направи, пошто он мора на своите, нели, не гласачи, него на своите соработници да им објасни зашто ја прекидува. Ако причината за санкциите кон Русија беше, како што велат во САД, руската агресија, тогаш русите ќе мораат, нели, да ја запрат оваа воена интервенција, агресија и како ли веќе не ја нарекуваат. А што па Путин после ќе им каже на овие во Москва? Значи имаме многу, знаеш, и од искуство и и кај нас дома имаме едни ветувања пред да се дојде на власт, а потоа кога ќе седнете таму има други опции, маневарски простор, а именувате мислење како да го решите сето тоа. Ќе видиме, многу се очекувањата од Трамп. А кога има многу очекување, тоа по дефолт доаѓа до катастрофа. Не знам дали следното прашање е во домен на твоите размислувања, но да не го забораваме фактот дека Доналд Трамп има кривични пријави против него. И дека министерството како ќе се многу лесно кога сте од позиција на моќ и на власт, тоа можете да го тргнете како кој ќе биде пристапот правнички, кривично, тоа не сум нит компетентен, нит па можам да знам, но сигурен сум дека тие сите работи ќе паднат во вода, на крај на краиштата тој веќе сега има имунитет. Како ќе го бркаат за, значи они можат да го теретат за некои големи работи. И ова беше и додека беше во опозиција, да кажеме, не успеваа баш многу да ги докажат тие работи, особено што
многу од нив беа малци сомнителни, знаеш, за порно звезда излегува, обвинува кој е авторитетот на таа порно звезда. За пример само кажувам. Инаку ќе потсетам дека и претходните председатели, Бил Клинтон, Моника Левински, сето тоа. Можеби во историјата Вотергейт со Никсон беше многу сериозна работа и тука немаше бегање. Меѓутоа овие други ситни работи може да бидат сега оние има позицијата да може да се тргне од тие такви. Ја не велам дека се мали, но мислам дека нема да можат ништо да му направат. Прво што ќе отиде тоа. Едно од размислувањата не ми текна како му е името на државниот обвинител до сегашен со кој Трамп имал, нели, правнички недоразбирања, се наведува дека тој прв ќе биде сменат. Така да тоа се решава, тоа не е толку проблем. Јас повторно ќе кажам, Трамп го чекаат многу работи бидејќи светот е поинаков денеска од времето кога тој беше председател пред како му доаѓа 8 години. Тогаш светот беше поинаков, можеби и полесен за решавање, тогаш тој можеше да седне и со Путин, и со Ким Джонг Ун, и со сите оние, да ги наречам, лидери кои се проблематични за Западот. Денеска сакам да видам дали Трамп ќе го викне Путин и ќе седнат на преговарачка маса, дали ќе комуницираат преку телефон, дали со Ким Джонг Ун ќе седне, бидејќи така зафаќа страна. Она што мене ми делува сега е дека тоа ќе води многу потешко, но ќе видиме како ќе биде. Ќе се фокусира кон Кина, рековме, а според некои мои размислувања и го делам мислењето на нашите странски колеги кои знаат и повеќе од нас, можеби, не знам, околу Балканот помалку ќе бидат ангажирани, ќе го остават тоа да биде европски проблем, па ќе видиме Европската унија што ќе прави и како ќе прави, бидејќи по оваа победа на Трамп ќе направи еден, да кажеме, влијание и врз политиката на Европа. Се извинувам. Бидејќи Европа до сега беше како привезок на Соединетите држави. Тоа значи дека не можеме да очекуваме со оглед на тоа што Трамп имаше влијание и врз проблемот со Приштина. Да, таму Ричард Гренел беше човекот. Дали сега може да очекуваме дека ќе влијае врз нашиот проблем со Бугарија? Тогашната администрација на Трамп и тогашното време го имаше Ричард Гренел околу Приштина, Белград и тука тој, да кажеме, зафаќаше страната на Србија, што беше преседан во претходните 30 години кога албанците на Косово има многу повеќе американска подршка. Да. Каква ќе биде сега, не знаеме. Јас лично не можам да претпоставам, бидејќи оној Трамп од тогаш и овој Трамп од сега не е ист. Као што не е ист ни светот. Веројатно ќе има некоја поинаква политика од демократите кои беа како бритка сабија, па ништо не ќе да надминат и покрај тоа што некои работи беа очигледни. Некојум да навлегувам у коментари, бидејќи тоа е приказ на која немаме ни време да ја збориме. Не знаеме кој ќе биде, не знаеме што се сменети приоритетите. Првен кај Трамп, второ кај нивниот, повторно ќе кажам, нивните национални интереси. Големите држави имаат национални интереси кои ги бранат и имаат континуитет од нив. Не можем јас сутра да бидам председател на САД и да донесам некоја моја одлука и тоа да помине. Значи тоа мора да биде во рамките на она што го зборувам. Затоа и велам, големи очекувања на Трамп, од Трамп му прават и голем терет. Он стана сега да некој начин херој, стана историски, и сите дури еве, јас вчера правев еден текст за Додик, председателот на Република Српска, кој откако победи Трамп рече ова е наша победа, го вратил знамето на САД во неговиот кабинет и изјавата му беше убаво е чувството да имаш некој свој во Белата куќа. Сега ќе видиме колку е Трамп негов и колку они Трамп ќе бидат, нели, на телефонска линија за се што треба. Велам, сето тоа е политика, сето тоа е сега славење, но мораме да бидеме свесни да кажеме, Трамп успеа историски да ја порази Камала Харис. Имаше добра кампања, кампањата му беше доста добра, бидејќи удри на незадоволството на гласачкото тело на демократите кои не беа задоволни од тоа како Бајден и неговата администрација ги работат тие работи. Го вклучија еден Кенеди во изборниот тим, кој беше Кенеди в семејството е традиционално демократско.
тој им зема еден дел, бидејќи католиците, црноморестите гласачи, па и латиноамериканските гласачи, кои по дефиниција Трамп не е добар со нив, ги привлече да гласаат за републиканците. Сега јас вчера неговиот заменик правевме тексти за тоа кој ќе му биде заменик, кој ќе е заменик Камала Харис, се вика текстот, значи на подпредседателското место во САД. Тој ја потврди заложбата на Трамп и тоа ми отвори малку да размислам. Зидот да се затвори, да се заврши кон Мексико. Да ги подсетам тие што имаат континуитет у следење, па и некои мои колеги, па и јас си го освежив сеќавањето. Трамп дигаше таму зид. Така. И сега, овие јужноамериканско латиноамериканско гласачко тело што живее во САД, ќе видиме сега. Тие му дадоа подршка еден дел, но како ќе го прифатат ова со зидот? Можда ќе го прифатат, да, види, зид треба да има. Може би па ќе дојде до разочарување. Затоа велам, него го чекаат многу работи, но и светот го чека, да бидеме реални, го чекаат 2 месеци до неговото стапување на функција. Не го заборавите Бајден и демократската администрација, тие можат уште до крај да си ја спроведат политиката што си ја зацртале. А што зацртале ќе видиме. Ќе видиме дали Доналд Трамп ќе ја направи голема Америка како што самиот вели. Благодарам, Но после Андоновиќ. ќе кажам да чекаме и Бајден да го заврши мандатот. Ние не можеме да бидеме никој во светот сигурен дали Бајден нема да продолжи со спроведувањето на некои политики за кои вчера овие што му честитаа на Трамп викаат конечно да имаме наш човек во Белата куќа. Симплифицирам. Значи Бајден е председател до 20 јануари. Благодарам многу, Андоновиќ. Ете, тоа беше утринската меѓународна анализа за денеска. Повеќе од очекувано, верувам и за вас, да се зборува повторно за претседателските избори во Соединетите Американски држави. А верувам дека Ана веќе е настрплива да влезе во студиото и да ви ги соопшти сите вести од културата, да ве информира каде можете да одите, да ви ги каже сите настани кои што ќе се случуваат денеска и во престојниот период. Останете заедно со Слободен печат, следува Каде во слободно време.